вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Нов напад врз владини цели во Пакистан. Американскиот подпредседател пристигна во Романија. А подготвивме и многу друго за оваа емисија од светот и одовде од Соединетите Американски држави. Две лица од заседа денес во Исламабад убиле виш армиски офицери и еден војник, соопшти пакистанската полиција. Нападачите од мотоцикл отвориле оган врз возилото на офицерот и војникот во дел од градот каде живее голем број армиски лица и успеале да побегнат. За сега никој не ја презеде одговорноста за нападот. Ова е најнов од серијата напади на милитанти врз полициски центри за обука, армиски седишта, Исламски универзитет и канцеларија на Обединетите нации. Повеќето училишта ширум земјата ќе бидат затворени до недела од безбедносни причини. Генералниот секретар на НАТО, Андерс фон Расмусен, повика на поголем ангажман во Афганистан, велејќи дека тамошната војна е најсложениот предизвик на алијансата досега. Во обраќање пред средбата на министрите за одбрана на земјите членки на НАТО во Словачка, Расмусен кажа дека алијансата мора да остане определена на целта за постигнување на стабилност во Афганистан. Во однос на резервираноста што имаат некои членки на НАТО во однос на поинтензивен ангажман во Афганистан, Расмусен рече дека цената на непреземање акција би била уште повисока. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс се очекува на конференцијата да се осврне на евалуацијата на Соединетите Американски држави на војната стратегија во Афганистан. Американскиот подпредседател Џо Бајден се сретна со романскиот председател Трајан Башеско и му се заблагодари за поддршката за изменетиот систем за противракетна одбрана што Вашингтон го најави минатиот месец. Бајден во Букурешт кажа дека од новиот систем корист ќе имаат Романија и Соединетите Американски држави. Тој ќе биде стациониран на воени бродови, а би можел да има и копнени елементи на полска територија. Бајден му се заблагодари на Башеско за испраќањето на 1000 војници како поддршка на операцијата на НАТО во Афганистан. Председателот Барак Обама минатиот месец се откажа од претходниот план на поранешниот председател Џорџ В. Буш за распоредување на противракетен штит во Полска и Чешката република и најави нов променет систем на одбрана. Русија жестоко се противеше на планот на владата на Буш. Еднодневната посета на Букурешт е дел од турнејата на Бајден по Полска, Романија и Чешката република со цел да ги увери дека американската заложба во регионот останува силна. Неколку музички звезди бараат да се утврди дали нивната музика била користена при тортурата на притвореници во американската база Гвантанамо на Куба. Членови на групите Pearl Jam и REM, како и Трент Резнор од Nine Inch Nails, се меѓу музичарите кои се вклучија во новата кампања за обелоденување на владините документи за тортура поврзани со музика. Иницијативата ја организираше новооснованата национална кампања за затворање на Гвантанамо, која тврди дека притворениците биле изложени на гласна музика како дел од тактиката за испрашување. Организацијата тврди дека со сигурност знаеот и музиката на групата Rage Against the Machine била употребена за тортура. Гитаристот на групата Том Морело изјави: "Ме згрозува фактот дека музиката што ја создавам се користела во злосторства против човештвото." Више официјално лице најави дека владата на председателот Барак Обама планира да им наложи на компаниите што примија милиарди долари владина помош поради финансиската криза драстично да ги намалат платите на нивните главни директори. Лицето, кое говореше под услов да остане анонимно, вели дека владата ќе побара од 7 компании кои примија најголема помош од буџетските средства собрани од даночни обврзници да ги намалат годишните примања на 25 највисоко платени извршни директори, и тоа во просек за 90% во однос на минатата година, а тоа значи дека целосната компензација на овие лица ќе се намали во просек за 50%. 7 компании се Bank of America, Citigroup, AIG, General Motors и Chrysler, како и финансиските оддели на последните 2 автопроизводителя. Според истиот извор, одлуката ќе објави владиниот оддел за финансии во наредните неколку дена. Националното шеталиште во Вашингтон деновиве беше полно со куќи изградени од студенти, сите со соларна архитектура. Интересот на посетителите беше голем, а дел од ентузијазмот ви пренесуваме во следниот прилог.
Предизвикот за студентите беше да изградат високотехнолошки куќи што штедат пари и енергија без жртвување на комфорот. Учествуваа 20 универзитети од земјата и од странство, а ги оценуваше Американскиот оддел за енергија. Крис Пауерс од овој оддел вели дека основен критериум е купувачите да сакаат да ги купат овие куќи. Значи не само да се представи напредна технологија, туку нејзина реална примена. Најмногу поени се додалуваат за нешто што се вика net metering или колку струја произведува куќата. Секој модел на дом од 75 квадратни метри може да генерира доволна енергија да ги подмири потребите на типично семејство само со користење на сонцето. Джейсон од Универзитетот на Кентаки вели дека во случајов произведената енергија оди во градот Вашингтон, зашто куќите на шеталиштето се поврзани со градската електрична мрежа. Овој надпреврш за соларна архитектура има куса, неколку годишна историја во Вашингтон, но веќе се смета за престижен настан меѓу техничките и архитектонските училишта. Победниците имаат право да се фалат дека се едни од најдобрите училишта за инженеринг во светот, вели Пауерс од одделот за енергија. Инаку куќите барем делумно се изградени во нивните држави, што им штеди време за склопување на Вашингтонското шеталиште. Од сите пријавени се избираат само 20. Секој од тимовите добива грант од $100,000 од федералната влада за идни проекти. Годинешен победник беше тим од Германија. Втора и трета награда добија тимови од Илиноис и Калифорнија. За другите, иднината е назад дома, да работат на нови идеи. Утре во Newsflash тешки времења за произведувачите на гитари. Го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Ве поздравуваме со ова видео. Првата дама со хула хоп вчера од Белата куќа. А јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон.